Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски, воедно и председател на Сдруженијето за наше Куманово. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за нашата емисија. Добро вечер, Ели. Благодарам најпрвин до поканата. Чест ми е секогаш да бидам дел од емисијата Став и еве во оваа прилика би ги поздравил и гледачите на вашата емисија. Да. Мора да потенцирам еден од ретките директори, не е фалба, не ми забележи некој, кој што навистина е отворен за медиумите и за пофалба е тоа што е еден од ретките кој што доаѓа во оваа емисија без претходно да бара теми или прашања за подготвување. Па добро, видите, кога си работите работата поштено, честно, значи согласно законот, кога сте отворени пред јавноста, кога одговарате на барањата на самите граѓани, нема зошто што и да криеме и да бегаме од било кое прашање. Можеби во иднина треба да се размислува и да имаме и директни прашања, вклучување од граѓаните, каде што јавно и транспарентно ќе одговараме пред граѓаните. Впрочем, граѓаните затоа не избрале, затоа сме на тие позиции и одговорноста која што имаме пред граѓаните е голема и мора секогаш да бидеме транспарентни. Благодарам. После оно што се почитува. Неколку теми на кои што ќе се осврнеме вечерва, меѓутоа да започнеме до она што е најактуелно. 10 граѓански здруженија во Скопје потпишавте иницијатива за формирање на движењето Знам за наша Македонија. Како што го наставивте, до каде е постапката, собиравте потписи, дали веќе преразнувате на некој начин во политички субјект? Па добро, токму пред неколку дена наврши 2 години од завршување на локалните избори, каде што како граѓанско здружение, граѓанска иницијатива, нормално заедно со граѓаните, без ниту еден политички субјект, успеавме да издвојуваме една голема победа на локалните избори и во делот на изборот за градоначалник и во делот на изборите за советничките листи, каде што издвојувавме победа. Значи, веднаш после тоа се осети една енергија, се чувствуваше една енергија каде што граѓаните бараа нешто ново, некако се заситени од постоечките политички субјекти, стигнаа низа на реакции од јавноста и тоа не само од Куманово. Реакциите беа впрочем од целата држава. Се размислуваше на таа тема и непосредно веднаш по завршување на локалните избори Куманово беше прв и еден од општините каде што беше формирано Сдружение за наше Куманово. По примерот на Сдруженијето на наше Куманово, со разговори, преговори со останатите граѓани од останатите делови во државата, беа формирани и низа останати такви здруженија, каде што пред 10 на 15 дена се одржа еден иницијативен одбор, каде што на тој иницијативен одбор беше доставен предлог заедно од сите председатели подписници на тој предлог за формирање на политички субјект. Политички субјект, граѓани не веруваат во политички партии, сите анкети го тоа покажуваат. Во нашите редови имаше сериозни размислувања во која насока да делуваме, дали да одиме како граѓанско здружение, граѓанско движење. Меѓутоа, согласно законските прописи кои што се важечки во нашата држава, многу е тешко учеството на изборите како здружение. Значи, вие сте под обврска при секои непосредни избори да собирате потписи, која процедура оди многу тешко. Значи, граѓаните се изложуваат и на дополнителни трошкови, временски и така натаму, и затоа се одлучивме во таа форма да се формира еден политички субјект кој што ќе учествува на сите наредни избори кои што ќе се одржат во Македонија. И не планираме само тука да бидеме учесници, туку планираме на овие избори да бидеме и победници и идни учесници во формирање на новата влада и партиципиенти во новата влада. Да, ќе ве прашам нешто подоцна и за тоа. Само ќе се осврнам на делот настанот всушност се одржа во Скопје, имаше различни коментари, меѓу кои дека сте најавувале преполна сала Борис Трајковски, меѓутоа сепак се одлучивте за на некој начин велат луѓето помала сала во Холидеин. Како гледате на тие коментари? Ќе дојде време кога ќе ја наполним и Борис Трајковски, кога можеби Борис Трајковски ќе биде претесен. Значи, тука стануваше за еден момент каде што е повеќе од церемонијален карактер, каде што мораше да отпочне постапката, да биде предложена самата иницијатива, да биде предложена и самата платформа во кој дел ние ќе настапуваме. Во меѓувреме се подготвуваат и сите акти кои што се потребни за основање на еден политички субјект. Потписите беа соберени 2-3 дена по
одржување на иницијативниот одбор. Во моментов е во фаза подготовка на статут, наша програма за работа која се во финална фаза и веќе за неколку дена ќе биде одржано и првото основачко собрание, од каде што подоцна ќе произлезат сите акти потребни кои што ќе бидат доставени до судот, Основен суд 1 во Скопје, каде што ќе се формираме и официјално како движење, политичка партија, односно движење Знам за наша Македонија. Да. На промоцијата и немаше толку истакнати лица од политичкиот живот со претходно искуство. Дали ќе дадете можност на нови лица и верувате ли дека граѓаните ќе им дадат поддршка токму на оние кои што досега не биле вклучени на некој начин во политиката? Или сепак во наредниот период ќе ни изненадите? Па добро, и во самите изјави на еден од творците, идејните творци на ово здружение, господинот Максим Димитриевски, сами одговореше дека можеби во Македонија има доста на оние политичари кои што имале можност да направат нешто за државата, за граѓаните, меѓутоа не успеале да направат. Самите истражувања и во самите разговори со граѓаните, вие ќе видите дека граѓаните некако се презаситени од постоечките политички чинители во нашето општество и бараат нешто ново. Значи, луѓето бараат нова енергија. Луѓето бараат нови луѓе кои што ќе имаат чесен пристап во политиката, чесен пристап кон државата и искрен однос кон самиот електорат. Значи, да направиме нешто зашто да ги спречиме овие појави кои што ни се случуваат во моментот во државата. Во моментот во државата има, мислам дека општо мислење, дека има една колективна апатија, незадоволство во сите сегменти, незадоволство од економија, незадоволство од функционирање на правосудство, незадоволство од функционирање на самите институции кои некако како да не се ставени во функција на граѓанинот и имаме една масовна појава каде што имаме енормно зголемување на иселување на млади луѓе, но изголемена желба и на оние што се тука за иселување. И тоа не се должи само на економската благосостојба на граѓаните, веќе на луѓето не се иселуваат само ради парите. Луѓето веќе се иселуваат од нефункционалниот систем кој што го има во нашата држава. Целта на Знам ќе биде да оваа појава која што се случува денеска се прекине и веќе да се врати државата во нормален правец. Да. Еден коментар имаше и пратеникот Костовски, дека не очекува турбуленција од формирањето на вашата партија, дека не очекува ниту да добиете пратеничко место. Како гледате на овие коментари и колку е реално? Еве, досега во минатото имало неколку обиди, меѓутоа сепак доминираат двете најголеми партии. Има ли простор, ќе се најде ли простор еве за трет политички субјект? Видете, ние пред локалните избори бевме во една заедничка политичка партија, каде што честопати на тие дебати, каде што јас лично бев член на извршен одбор, укажував на некои од негативностите, пропустите со кои се соочуваше тогаш државата, водена преку тогашната партија СДСМ, и во неколку наврати им реков дека работите не се движат во добар правец. Не ја водат работата како што треба. Нивното мислење беше дека тоа не е така всушност и ради тоа паркосење, мислам дека и градоначалникот Максим Димитриевски не доби шанса повторно да биде кандидиран од СДСМ, бидејќи не беше марионета на некои чинители во политиката, во тогашното раководство на СДСМ. Нивните размислувања беа дека на тогашните локални избори ние нема да освоиме повеќе од 3000 гласа. По кога влеговме во кампања ни дава 6000 гласа, за да во првиот круг ние да правиме победа. Значи, успеавме да ги победиме ВМРО, СДСМ со ДУИ и сите останати политички партии, заедно со граѓаните. Затоа не гледам зошто сега не би постигнале еден таков успех, ако е препознат граѓаните, нашата желба, нашата искреност, сигурен сум, а впрочем, ние во Куманово веќе водиме локална самоуправа 6 години. Значи, моје мислење дека работите драстично се сменети во Куманово, имаме направено енормен голем број на проекти, секогаш може подобро, меѓутоа она што е најбитно е недостатокот на финансиите. Јас честопати велам, можеби би било подобро да земете една институција или една општина да водите од нула, ќе постигнете подобри резултати. Меѓутоа, ако земете вие општина која што е презадолжена, бунар без дно, и вие работите на разложување, вие не може да се посветите на реализирање на самите проекти.
Меѓутоа и покрај тоа, како локална самоуправа, успеавме да ја разложиме општината, успеавме да ги стабилизираме самите јавни предпријатија, успеавме да формираме ново јавно предпријатие кое што успешно функционира, успеавме да изградиме голем број на проекти. Граѓаните тоа го препознаваат. Всушност затоа и беше поддршката пред 2 години од страна на граѓаните. Истото ќе се случи и на било кои наредни избори. Дали ќе бидат тоа председателски, дали ќе бидат парламентарни. Јас сум убеден дека движењето Знам за наша Македонија ќе биде сериозен партиципиент во наредната власт. Ќе ја бара ли Димитриевски поддршката од членството да влезе во трката за председателските избори? Па добро, тоа е уште можеби дел на размислување, сондажи, ќе биде дел на анкети, разговори во самите структури кои што се уште не се формирани во иднина по тесното централно раководство, доколку анализите укажуваат на тоа дека тој треба да биде кандидатски председател, нема зошто да не биде. Меѓутоа тоа сепак прашање ќе треба да му го поставите на самиот господин Димитриевски. Мој впечаток е дека Димитриевски нема желба да биде председателски кандидат. Неговата желба е да биде партиципиент во власта и од таа позиција да ги промени работите во општеството кои што денеска ни се случуваат. Значи подобрување на економијата, подобрување на правосудниот систем и враќање повторно во функција на институциите кои што во моментот голем дел од нив многу слабо функционираат или па воопшто не функционираат. За да спречиме крајната цел иселување на младите и подобар живот. А видете, Македонија 2 милиона земја. Значи ние може да изградиме самите систем на самоодржливост. Меѓутоа, во оваа држава треба да се стави крај на некои работи. Треба да се стави крај на масовните плячкосувања преку разни тендери, разни облици на договарање. И доколку се научиме дека има казливост или спроведеме казливост врз сите тие луѓе што ќе се обидат да го направат тоа, јас сум убеден, сигурен сум дека Македонија може да биде многу добро место за живење. Важите за еден од најблиските соработници токму на Димитриевски. Каде ќе биде вашето место во иднина? Дали може би се гледате на пратеничката листа или пак може би ќе останете да управувате со општината? Добро, ние функционираме на тој начин што правиме сите кандидатури наши се претходно правени врз основа на анкети и она што е барање на граѓаните, а секако дека претходно ќе има разговори во нашето раководство, во структурите на нашето раководство. Мене ми е сеедно дали ќе бидам од централна власт, дали ќе работам во локална власт. Битно ми е она што ќе го сработиме да не биде лично сработено за Даниел Стојчевски. Мојата работа секогаш се водела од мотото да направиме нешто за општеството и за граѓаните, не за Даниел Стојчевски. Затоа сум тотално растеретен од таа работа. Тоа на крај ќе го кажат сондажите, анализите кои што ќе се спроведуваат во нареден период. Секако дека како здружение ќе извадиме и многу повеќе кандидати кои што ќе имаат можност, ќе им биде дадена шанса да се надпреваруваат, да се докажат. Во нашето здружение претежно имаме млади луѓе, полни со ентузијазам, истомисленици кои што сакаат да ги сменат работите во општеството. Вашето име во последниот период некако често се споменува на социјалните мрежи. Она што е актуелно овој период е во врска со исплатата на платите на вработените во чистота и зеленило. Ве обвинуваат за корекција на исплатни листи, неисплаќање, се споменува одлука на управен одбор. За што всушност станува збор? Па добро, често го споменуваат моето име. Слушам дека по некои социјални медиуми се зборува ова било, она било. Сметам дека тоа е водено од некои лични анимозитети кои што одредени луѓе ги имаат према мене. Јас сум спремен секогаш да разговарам на секое место на било која тема, значи и на почетокот на емисијата кажав, немам што да кријам. Доколку има такви појави, значи има надлежни институции кои што можат да дојдат во рамки на јавното предпријатие и да ги проверат дали имало корекции во платни листи или било што и да се случувало. Значи отворен сум апсолутно за тоа, впрочем, и јавното предпријатие беше предмет на истражување од надлежните инспекцијски служби. Во текот на вчерашниот ден ги добивме и записниците каде што се констатира дека нема неправилности во работењето на јавното предпријатие и при исплата на платата. Меѓутоа, сакам да ја запознам подобро јавноста што се случуваше за да биде расчистена оваа
тема. Значи во рамки на јавното предпријатие Чистото и зеленило, не само во рамки на тоа јавно предпријатие, во сите јавни предпријатија во Македонија се имало своји правилници како се исплаќало плата, своји пресметки, укажувања на бодови и сето тоа траело со тек на време. Познато е во јавноста дека вработените во јавното предпријатие Чистото и зеленило секогаш земале помала плата од останатите вработени во останатите јавни предпријатија. И со моето доаѓање почнавме со полека како ја подобруваме приходната страна, како дополнителни приходи остваруваме, така и да ги покачуваме платите во неколку наврати. Само за информација пред јавноста, пред 2019 година последен пат корекција на плата, утврдување на плата во јавно предпријатие има во 2003 година. Значи, колкава била плата во 2003 година, до 2019 година толкова плата земале работниците. Моето прво доаѓање во јавното предпријатие беше во јуни 2018 година. Значи, со зголемување на платите почнавме од 2019 година. Споредбено со тој период, платите на вработените во јавното предпријатие на работниците се зголемени за 90% до денешен ден, а на административните службеници се зголемени измеѓу 50 и 60%. И сега, како е дојдено до тоа? Ние имавме ревизија која што го контролираше целокупното работење на јавното предпријатие. Една од забелешките кои што ги укажа ревизискиот извештај беше и начинот на исплата на плата. Значи, има плата како се исплаќа согласно закон. Пред 2 години ние утврдивме правилник согласно закон за исплати на плати и почнавме со исплата на плата према тој правилник. Тоа значи дека сите покачувања на минимална плата, која е една од основните компоненти, прва компонента на административен службени, како се покачува, така се покачуваат и платите на останатите вработени. Меѓутоа, синдикатот во тој период, веднаш по корекција на платите, имаше барање до влада за постигнување на нов колективен договор, каде што на сите работници ќе им се качи линеарно плата од 2800 денари. Истите барања беа доставени во сите јавни предпријатија во сите општини. Ние како јавно предпријатие, сметајќи дека многу брзо ќе се постигне договор помеѓу влада и синдикатот, направивме покачување на платите од 2800 денара согласно спогодба која што склучивме интерна помеѓу нас како јавно предпријатие и синдикатот. Преговорите траат година и нешто. Конечниот исход на тие договори е да платата на вработените се качи за 10% на основна плата. Значи се има точно определено како се исплаќа плата. Веднаш таа спогодба што ја склучивме од страна на управен одбор беше укината, поништена и на работниците согласно општ колективен договор им беа доделени 10%. Сега, на некои работници им се зголемува плата во однос на претходната исплатена за месец август. Меѓутоа, за жал, на некои работници доаѓа и до намалување, бидејќи сме имале покачување 2800 денара, сега имamo 10%. Јас не сум моќен да реагирам во делот на административни службеници во корекција на бодови, бидејќи тие се точно определено согласно закон и точно се знае каква е пресметката кога се внесува во тој систем што се исплаќа плата. И затоа мене ми е Јас многу сум свесен дека овие плати што ги земаат во моментов работниците, согласно економската состојба и начинот на живење, трошковите, се многу големи и тие пари не им стигат на работниците. Можеби може да се најде начин да се размислува на некакво си дополнително покачување на плати на работници. Меѓутоа, во овој момент тоа ќе значи изголемување на расходната страна на јавното предпријатие. За да ја покриеме таа расходна страна, ние треба да ја покачиме приходната страна. А основното финансирање кое што го имаме како јавно предпријатие се сметките кои што ги плаќаат граѓаните. И мислам дека не е фер, не е коректно пред предстојната зима, кога имаме покачување на трошоци за загревање, се најавува и повторно покачување на струјата, имаме зголемени цени повторно на енергенсите, дополнително да ги оптеретуваме граѓаните со зголемени сметки за изнесување на смет и ќе се обидеме во рамки на овој износ сега што го плаќаат граѓаните, повторно успешно да го изменаџираме јавното предпријатие, услугата која што ја врши јавното предпријатие и повторно да дадеме услуга на граѓаните онака како што заслужуваат и како што доликува. Се споменуваат и каматите, дека сте ги условувале вработените доколку сакаат да ги добијат средствата да се откажат од камати. Не, тоа воопшто не е точно, меѓутоа дел од вработените сами доаѓаат, таму таа
Работа е водена од страна на финансовиот сектор, стручните служби, значи тоа се работи за судски спорови кои што ги изгуби јавното предпријатие за исплата, неисплата на К15 пред 2018-19 година. И луѓето си ги добија тие предмети, меѓутоа јавното предпријатие работи со задолжителна резерва, има ограничување при самите исплати, во можност сме да исплаќаме само по неколку мина во текот на месец од нив. Често пати доаѓаат самите работници и сами кажуваат дека се откажуваат од тој процент за да им биде побрзо исплатена тие пари што ги имаат. Бидејќи во тешка ситуација јавното предпријатие поради блокадата која што имаме од 2003, 2004, 2005 година за тој фамозен ДДВ од страна на УЈП, тоа граѓаните добро го знаат. Јас тога сум имал 13-14 години, често пати за тоа ме напаѓаат, меѓутоа се работи од износ од речи си 2 милиона евра заедно со камати. Ние како јавно предпријатие имаме упатено и преку Атком и преку пратеници повеќе барања за решавање на овој проблем, меѓутоа до сега не најдовме на некој конечен одговор и во рамки на тоа ќе се бориме, ќе се потрудиме да функционираме со такви отежнати околности. Инаку и сами знаете дека во минатото се зборуваше гласно во јавноста дека можеби некои претходни менаџери, не само во јавното предпријатие Чистото и зеленило, намерно одуговлекувале судски спорови за да расне камата и да се исплаќа камата која подоцна е предмет на некои други институции кои што треба да се занимаваат со тоа. Тоа е спречено сега. Нема потреба зашто такви работи. Оваа тема се споменува и дека во исплатата на платите била наведена одредена воена вежба. Биле ли вработените дел од такво нешто и исто така се нагласува дека ќе одговарате за мобинг? Јас прв пат слушам за вакво нешто. Нити имаме наоружување во рамки на јавното предпријатие, ниту правиме воена вежба. Единствена акција која што сме ја спровеле заедно со вработените во јавното предпријатие е акцијата која што ја правевме за дезинфекција во време на кризна состојба кога имаше корона на територија на нашата држава во општина Куманово и токму тие работници беа едни од главните кои што заедно со АРМ потпомогнати вршија дезинфекција во стамбените улази, во зградите на јавните површини, се со цел во тој момент важеше дека доколку вршиме дезинфекција ќе се намали ширење на самиот вирус. Единствено акција која што сме направиле во тој контекст е таа акција. Немаме друга никаква воена вежба сигурно. Каква е моменталната финансиска состојба во предпријатието? Навреме ли се исплаќаат платите? Имаше одредени информации за штрајк во предпријатието? Значи тоа е дезинформација. Во последните јас претходно бев вработен во јавното предпријатие, пред да бидам менаџер во тоа јавно предпријатие. Платите доцнеа некога се случуваше и по месец дена. Имаше огромен број на луѓе кои што се вработени по договор на дело, кои што работеа за 7-8 илјади денари. Платите на тие луѓе им се исплаќа некогаш и после по 2 месеци. Во последните 5 години во јавното предпријатие точно се знае кога се зима плата на ден. Сите останати права кои што им следуваат на работниците, К15 регрес за годишен одбор, работа во недела, ноќна работа, дополнително им се исплаќа на работниците, затоа има реакции во јавноста, некогаш работниците во јавното предпријатие зимаат и поголеми плати од административните службеници, меѓутоа тие се изложени на потешки услови за работа. К15 кој што го исплаќаме, бидејќи сме ограничени со рамка за нужно работење, се исплаќа на рати. Не можеме да исплатиме во целост, меѓутоа сето тоа се исплаќа. Предходно кога дојдов имаше тужби од 2007-2008-2009 година за неисплатен К15, тие тужби им беа исплатени сите останати поборувања исплатени и сето она што согласно закон ги следува на работниците во моментот се исплаќа, а плата се зима редовно, одговорно тврдам, во јавното предпријатие. Освен редовната програма, викендов ќе реализирате акција за собирање каваст отпас во подрачјето на... Да. Па акцијата ќе започне во сабота наутро, на четврти, ќе трае до недела попладне, па и до вечерните часови. Во минатото имаме направено неколку такви акции кои што за жал не беа успешни. Затоа сега можеби посветивме повеќе медиумско внимание да известиме јавноста за можноста каваст отпад, мебело домакинство да го одлагат сето она што им смета или застарено на граѓаните и ќе имат можност да го одложат на 4 локации. Тоа ќе биде кај навлезот на градот, кај паркингот кај пожарната, пред градскиот базен, во населба Гоце Делчев спроти Кошви или Старши пат и на завршување на улица Никола Тесла
пред почеток на село Долно Којнаре, кај споменик на авијатичари на таа ширина. Направивме да има застапеност на цела територија на општина Куманово заради граѓаните да им е поблиску, да имаат можност. Секако дека ќе бидат потребни дополнителни локации. Се надевам дека оваа акција која што предстои викендот успешно ќе помине, за да во најбрз можен период ја повториме истата на некои други локации каде што ќе им бидат поблиску до граѓаните и не они останати кои што нема да можат да го одложат тој отпад, за да може да го одложат тој отпад. Дел од граѓаните реагираат на нередовно одржување на јавните површини, израснати треви и слично. Како гледате вие на ова и располагате ли со доволен број на вработени? Па прво, оно што е основно, ние работиме согласна програма која што е утврдена од Совет на општина Куманово и точно е дефинирано што е она што треба јавното предпријатие да го одржува. И сите оние површини кои што се согласно програма, значи плоштадите, зеленилото на плоштадите, градскиот кеј, двата парка, зелените површини на улица 11 октомври и сето она што е во програма, ние редовно ги одржуваме. Меѓутоа, има и многу други зелени површини кои што не се во програма на јавното предпријатие и најповеќе тука и реакцијата кај самите граѓани, бидејќи не знаат кога е надлежност на јавното предпријатие, не се знае кога е надлежност на самиот стамбен домар, управител околу зградите. Затоа имав и неколку апели до самите стамбени домари да најдеме начин како ова ќе го решаваме во иднина, дали тоа ќе биде преку зголемување на бројот на вработени во јавното предпријатие кои што ќе ја дават ова услуга, дали тоа сами ќе си го организираат самите стамбени управители. Меѓутоа, како и да е, ние се обидуваме преку акции по завршување на она што ни е во програма и за што сме надлежни, преку дополнителни акции да вршиме чистење на останатите зелени површини и да бидат уредни како што треба. Меѓутоа, сепак се потребни поголем број на работници за таквата акција и не сме во можност редовно да ги сервисираме и останатите делови кои што не се во самата програма на јавното предпријатие. Урбаната опрема често е за жал мета на несовесни граѓани, неодамна беше уништена ваква опрема токму на градскиот кеј, деновиве се поставува нова. Па урбаната опрема ја набавува општина Куманово, ние како јавно предпријатие помагаме во самото монтирање, бидејќи се поставува на јавно површини каде што вршиме чистење, празнење на тие кантички, се грижиме истата да биде квалитетна, да се одржува колку што можеме во рамки на нашите можности и често е предмет на девијантни појави. Имавме една изјава пред 5-6 дена за уништување на опремата на самиот градски кеј, каде што тотално беа демолирани сите кантички за смет. Како јавно предпријатие, она што можеше да се санира, извршивме санирање и повторно враќање во првобитна состојба. За жал, имавме пред 2 дена иста таква појава и на самен споменик Костурници, каде што дури канделабри за осветлување беа урнати и уништени, сите корпи, мрежата беше искината околу терените, имаше уништување на самите собликувални. Во текот на вчерашниот и денешниот ден нашите екипи повторно работеа за санирање, а веќе од пред 2 дена е и санирана од страната целокупната урбана опрема која што беше поставена на градскиот кеј и е поставена нова опрема и тоа бетонска опрема каде што се надеваме дека ќе биде потешка за уништување од страна на оние несовесни граѓани. Освен клупи се уништуваат често и садовите за смет, освен кантичките, сакам да кажам, контейнери и слично. Меѓутоа, јавноста реагира и на она дека често ваквите контейнери се наоѓаат на коловозните ленти, стравуваат за својата безбедност, особено возачите. Дали интервенирате, дали имате сознание дека вработените при изнесувањето, при депонирањето на сметот често знаат да ги остават самите контейнери на улиците? Па основен проблем на општина Куманово е што уште при поставување на самите садови за смет тие метални контейнери немало точно одредена место согласно одлука на Совет каде ќе бидат поставени тие контейнери. Значи самите згради кога се правени никогаш не оставале простор согласно проект за ставање на таков сад за смет каде што граѓаните ќе имат можност да депонират отпад, а подоцна јавното предпријатие да го собира. Сами знаете дека самите контейнери се поставени на јавно прометни површини, по тротоари, по улици, каде што ако се по тротоари представуваат пречка за движење на пешаците. Ако се поставени на јавни површини представуваат на патишта, можеби да дојде до несакана последица при возење или до некој, не дај Боже, судир.
Значи, тие контейнери се поставени години наназад, меѓутоа она што е битно, што работиме како јавно предпријатие, интенцијата полека овие метални контейнери да бидат отстранувани. Знаете дека веќе работиме на поставување на полуподземни контейнери, кои што се поставуваат претходно со елаборат потврден и утврдена локација од страна, дадена дозвола од страна на сектор за комунални работи при општина Куманово, и доколку продолжиме со таква интенција, можеби за година-две ќе успееме барем во централно градско подрачје да ги отстраниме сите тие метални садови за смет, прописно и соодветно да бидат поставени нови, современи, софистицирани полуподземни контейнери, кои што нема да представуваат пречка за граѓаните при користење на јавно прометните површини. До каде е состојбата со постапката всушност за регионалната депонија? Од пред некој ден Кумановец е назначен за новото, да го управува новото јавно предпријатие за управување со отпад. Тој претходно беше вработен дел од општина Куманово, некако во јавноста се зборуваше за не толку добри односи меѓу вас. Очекувате ли соработка? Добро, јас мислам дека и градоначалникот и сите останати не сме имале ни некаков контакт освен оној што е бил службен додека работел во општина Куманово. За неговото назначување слушнав од медиумите, ќе искористам ова прилика да му честитам и да му посакам успех во работата. Значи, секој кој што ќе сака да работи, секој кој што ќе сака да направи нешто добро во ова општество, мене не ми пречи воопшто да соработувам, било кој да е, дали е поранешен вработен, иден вработен во општина Куманова, битно ми е волјата и идејата со каков пристап ќе пристапи кон самата работа, бидејќи се работи за еден многу сериозен проект, голем проект, финансиран од страна на Европска унија, каде што ни се дадени средства од 40 милиони евра. Целта на овој проект е да биде дислоцирана депонија Краста и сите останати депонии кои што не се соодветни во источна и североисточен плански регион и да се направи една современа фабрика во Свети Николе, каде што тоа нема да биде депонија, туку ќе биде фабрика за преработка на отпад. Постоечката депонија, според проектот, треба да биде затворена, третирана соодветно, уредена и да биде само трансфер центар, каде што сметот од малите камиони ќе се одлага тукава, ќе се претура всушност во голем камион, каде што подоцна ќе биде носен во фабриката. Јас мислев дека овој проект ќе се одвива и многу побрзо, бидејќи од големо значење за самата еколошка средина, посебно за жителите кои што живеат непосредно во село Пчиња до самата депонија, бидејќи им представува сериозна пречка при одвивање на секојдневниот нормален живот на самите граѓани. Ние како јавно предпријатие се трудиме што е можно подобро да одржуваме самата депонија, меѓутоа знаете дека често доаѓа до несакани појави, често при транспорт на самиот смет се случува да испадне од самите камиони. Вршиме акции за расчистување на тој пат, меѓутоа им смета на граѓаните, има зголемена фреквенција по тој пат што предизвикува и дополнителен метеж во сообраќај, на што реагираат граѓаните, и она што е најбитно, таа депонија поради гасовите кои што ги содржи од внатрешноста, често е подложна и на палење. Кога ќе се запали, може тоа да трае, во минатото траело и со месец, два, па и 3 да гори да чади самата депонија, што им представува значителна штета по здравјето на луѓето кои што живеат во село Пчиња. Во изминатите години сме имале неколку такви случаи, каде што сме ги решавале за 2 до 3 дена, при големи палења сме се трудиле да што е можно побрзо ги санираме. Се надевам и се што е потребно ќе направиме и како општина и како јавно предпријатие. Ќе соработуваме со Министерството за животна средина, што е можно побрзо овој проект да профункционира, да биде опремата веќе и доделена, имаме нови садови за смет, нови возила, имаме, значи, мислам дека и 2 пати распишана постапка која што е неуспешна за санирање на постоечката депонија, и се надевам дека во најбрз можен период ќе се создаде таа фабрика, ова депонија ќе биде затворена и тоа ќе биде само трансфер центар. Да. Не е во ваша надлежност, меѓутоа е актуелно за жал во градот, некако зачистија раскопани улици, дали поради интервенции или слично, на што се должи, дали сте информирани можеби за доцнетата реакција, започна асфалтирањето на
одредени локации, меѓутоа, еве, се уште има доста работа. Па добро, прво се случуваше во текот на летниот период поради зголемен доток на вода, помал притисок во текот на денот, кога луѓето користат повеќе вода, во текот на вечерните часови, нели, имаме намалување на користење на вода, притисокот во цевките во вечерните часови се зголемува, имаше чести дефекти, убаво кажам од разговор што го имав со директорот на јавното предпријатие Оливер, и значи имаше често дефекти и беа предмет на обработка. Она што граѓаните често реагираат е зошто веднаш не се санираат тие површини, меѓутоа при секоја санација таква потребно е прво да се испита дали функционира тој систем, потребно се неколку дена, подоцна е потребно и самата земја, самиот нанос да легне убаво и тогаш се врши асфалтирање и тој процес трае неколку дена и граѓаните на Народна револуција, еве сега конкретно токму јас живеам на таа улица на почетокот на Тоде Думба, имаше огромни реакции, тука стануваше збор за ископ на газ, каде што беше поставена нова гасоводна мрежа, зашто требаше време да се испита дали ќе функционира таа мрежа и затоа не беше веднаш санирана истата улица. Ова е според податоците кои што ги имам добиено од секторот за комунални работи. Непосредно кога требаше да се затвори таа улица, започна ископи од страна на Телеком, каде што беа спуштани кабли, вградувани кабли и беа раскопани самите тротоари. Подоцна мрежата почна да се шири и лево, мислам дека улицата се викаше Младен Стојановиќ према зграда. Не знам сега како се вика улицата, грешка сум, према новите згради што се направени, да бидат офатени со новата гасоводна мрежа. Тоа траеше некој период и самата јавно предпријатие Куманово газ при ископ имаше одредени проблеми каде што беа погодени неколку цевки поради недостаток на информации за подземна инфраструктура која што ја имаме во градот, не се водело уредно евиденција, представува проблем при секој ископ и затоа тоа одложи некој временски период. Имаше навистина реакција од граѓаните, јас таму живеам, имаше реакција од моите соседи, меѓутоа сега веќе е санирано, вратено во првобитна состојба, улицата е целосно асфалтирана и сега се работи само на Соколанскиот парк кој што треба да биде уреден. Различни коментари во јавноста предизвика интерните огласи во општината, неколку мина обвинија, повеќето сега да кажам, обвинија дека унапредувате своји членови, дека одредени лица дури од возачи стигнале до инспектори. Како го коментирате со тоа? Видете, една од главните замерки во тогашната политичка партија која што имаше градоначалникот Макси Димитриевски, јас тогаш како вработен во општина Куманово во делот на кабинетот на градоначалникот беа токму тие вработувања. Значи вработувањата кои што се правеа во општина Куманово не се водевме од партиски интереси. Значи во општина Куманово им беа дадени можност на луѓе кои што никогаш не помислеа дека ќе влезат во општина Куманово, им беа дадени можност на архитекти, градежни инженери, на луѓе кои што работеле во невладени организации професионално целиот свој живот, им беа даден можност да се вработат во општина Куманово и да творат, и тоа беше една од реакциите кои што ние ги имавме од политичката партија, зошто не се вработуваат согласно партиски книшки и така натаму. Меѓутоа, во нашето општество мора да му се даде шанса на секој човек. Секој човек да има право да биде вработен во јавна администрација, доколку ги исполнува нормално условите и соодветен за таа работа. Интерните огласи кои што се спроведени за луѓе кои што работат повеќе години во општина Куманово, се докажале во својата работа, или пак нови луѓе кои што значително се докажале во својата работа, професионално се јавуваат својата работа, им е дадено можност да учествуваат на интерен оглас и доколку ги исполнуваат условите да бидат и назначени за нови раководители. Имало и обратни ситуации каде што луѓе што не си ја соодветно работеле својата работа, биле предмет на дисциплински постапки и соодветно на тоа биле и казнувани. Актуелна тема деновиве повторно е градскиот превоз. Советот повторно даде зелено светло да продолжи ова мерка. Дел од кумановци велат мерката ќе трае се до изборите. Дали може би е точно? Мерката е замислена да трае согласно финансиските средства целокупниот нареден период, дури се размислува во насоки на формирање на
некое јавно предпријатие кое што ќе стопанисува со јавниот превоз на територија на општина Куманово, затоа што ова мерка се покажа како многу позитивна, особено за луѓето кои што живеат во селата, населбите, бидејќи според некои податоци, информации што ги кажуваат и самите луѓе, на едно 4-члано семејство му останува можеби повеќе од 6-7 денари во текот на месецот, што го заштедуваат затоа што не плаќаат превоз. Имаат бесплатен превоз. И ова како мерка е добра, меѓутоа е често подложна и на злоупотреби, па и оние граѓани кои што немаат потреба да се возат во бесплатниот градски превоз. Ја имав прилика во едно село да ми речат ние не може да се качиме во автобус, нема место за нас, затоа што на комшијата му текнало да оди да си купи буреј во Куманово и да се врати. Меѓутоа како и да е, ова мерка сепак е позитивно поздравена и ова мерка ќе обстои не до изборите, туку во целокупниот нареден период, додека нормално е под водство на градоначалникот Максим Димитриевски ова локална самоуправа, за понатаму ќе видиме. И финансиските средства се обезбедени до 31 декември за оваа година. Согласно новиот буџет, мислам дека ќе бидат ставени дополнителни финансиски средства, бидејќи во оваа тешка економска состојба во која што се наоѓаат граѓаните, мислам дека има од особено значење барем тој дел на бесплатен градски превоз. Малку за спортот, ја споменавте Соколана, започна реконструкцијата во теке и реконструкцијата на спортската сала, ќе потрајат ли овие проекти? Па, според нашите очекувања, мислам дека и согласно финансиските средства кои што се обезбедени и што ќе бидат дополнително обезбедени, нашите пресметки се дека до есен наредната година треба да бидат завршени овие два процеси целосно. Баш пред некој ден имавме и разговори во општина, каде што можеби полесно ќе беше да изградите една нова спортска сала и можеби помалку ќе чинеше отколку реконструкција на постојачката спортска сала, меѓутоа нашата спортска сала, нашата убавица е од големо значење за граѓаните на општина Куманово. Веќе интензивно се работи и во внатрешноста, трибините мислам дека се во завршна фаза, предстои санација и монтирање на нов паркет и нашите очекувања се дека некаде до есен би била спремна таа сала и оние кои што се занимаваат со спорт, особено во што играат ракомет, кошарка, ќе имаат можност во една убав амбиент да се надпреваруваат, да тренираат и така натаму. Да. Кога ја споменавте токму кошарката, таа беше актуелна тема и се уште е на некој начин. Општината одлучи да даде поддршка, односно советот даде поддршка на едниот кошаркарски клуб, вториот остана без поддршка, едниот засега остварува солидни резултати, вториот пак бележи порази. Влезе ли политиката и во спортот? За овие работи околу кошарката јас имам слушано доста од луѓе во јавноста, си имам запознаено од медиумите. Немам никогаш разговарано ни со двата претседатела на оваа тема на двата кошаркарски клуба. Оно што го имам како сознание е дека првиот кошаркарски клуб МКК Куманово има влезено во сериозни финансиски проблеми, зашто имаше сериозни обвинувања по социјални медиуми за некакви неправилности во работењето. Јас тоа не можам да го потврдам, тоа го имам слушнато и мислам дека поради тоа што немаше целосен увид и точна евиденција во работењето, тие не беа предмет на дополнителна поддршка од страна на општина Куманово, туку парите беа пренасочени во МКК Куманово, кој што клуб да обстојува повеќе години и бележи сериозни резултати, но она што е најбитно, тој клуб и тренира млади категории и дава добри играчи. Значи не станува збор само за доведување на играчи од страна, од надворешноста за да се надпреваруваат, туку има и школа каде што ние може да дадеме како општина таленти кои што ќе се надпреваруваат и во рамки на првиот тим, но и во рамки на останатите други клубови и во Македонија, но и надвор, зашто да не и надвор од Македонија. Токму новиот клуб на кој што општината даде поддршка го води еден докажан македонски тренер, Докузовски. Доколку не грешам, исправете ме, дали тој присуствуваше на промоцијата на иницијативата во Скопје? Докузовски, како и многу други луѓе, кои што велите нели нема познати лица, имаше многу познати лица во самата сала, кои што беа во првите 2-3 реда.
И тој беше присуствуваше, најверојатно сака да даде поддршка, го препознава овој концепт кој што треба да се формира, да делува и да функционира во нашата држава. Значи Дадо Кузовски беше дел од не од иницијативниот одбор, туку присуствуваше на таа церемонија кога беше подпишана иницијативата за формирање на политичка партија. Гледам дека бележи во изминатиот период сериозни резултати. Во однос кога сме веќе тука во делот на спортот, општина Куманово доста финансира и останати спортски клубови кои што бележат сериозни резултати, особено можам да ги истакнам женските ракометарки кои во последните 2-3 години се освојувачи на првенството, но и освојувачи на куп. Машкиот ракометен клуб се надпреварува во Суперлигата со сериозни екипи, меѓутоа она што ме радува што оние помали категории веќе остваруваат сериозни резултати и се први на сите табели, младинците. Имаме спортски клуб ново формиран, создаден од 2-3 клуба, кој што се надпреварува и во трета фудбалска лига, кој што во моментот бележи исто сериозни резултати и се први на табелата. Се надевам дека Куманово ќе успее да влезе во втора лига, македонска втора лига, каде бидејќи граѓаните во Куманово сакаат спорт. Се надевам дека во иднина ќе најдеме начини да се реши градскиот стадион, да бидат создадени услови, нови трибини каде што играчите ќе може да се надпреваруваат, а сите љубители на тој спорт да уживаат во самите надпревари. Да, морам уште еднаш да се навратам на прашањето. Да, Куманово е спортски град, но факт е дека кошарката во минатото предизвикуваше на некој начин најголемо внимание, преполна сала, доколку се навратиме неколку години наназад. Обвинувањата во врска со политиката и поделбата на овие два клуба одат толку далеку што се укажува дека на Куманово не им се овозможува ниту простор за тренинг, дека дел од училиштата одбиваат да направат такво нешто. Јас колку што сум запознат, сите имаат термини. Впрочем, они сами се борат за термини за тренирање. Немам таква информација во моментот, можам да го проверам, меѓутоа сите они кои што сакаат да учествуваат, да се надпреваруваат, општина Куманово им нуди сериозен простор и шанса. Видете, во минатото точно е дека кошаркарката беше еден и најгледан спорт во општина Куманово, меѓутоа за тој спорт се издвојува сериозни средства од буџетот на општина Куманово и можеби дури во 80-90% од финансиските средства кои што ги издвојуваше општина Куманово одеа токму во кошарката. Имаше надпреварување, меѓутоа она што беше битно е што немаше младинци. Не се работеше на младите категории. Сега тие средства се енормно намалени, не само за овој клуб што го зборувате КК Куманово, туку и за останатите клубови МКК Куманово и се прераспределени во сите останати спортови, каде што ќе им се даде можност да се развиваат самите клубови, да генерираат нови генерации кои што ќе се надпреваруваат и да Куманово дава своји таленти. Утре да имаме клубови кои што ќе играат во битни првенства, кои што ќе бидат создадени од сами кумановци. Ви благодарам на одвоеното време, се надам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на програмата на Телевизија Плюс.